Кажам, готово. Се обидували власта предизборно да протурка нови партиски вработувања во образованието. Владата уште во септември дала мислење оти членот од Законот за наставници и стручен кадар во делот за вработувањата треба поинаку да се толкува, па освен за основните, да важи и за средните училишта. Врз основа на ваквиот став на владата се бара автентично толкување на член 9 да даде законодавниот дом. Во истиот стои: лицата од ставот 1 на овој член, кои се вработуваат на постојано работно време испразнето по основ на пензионирање, боледување, отказ, смрт, преземање или друго, а за кое работно место биле обезбедени финансиски средства, можат да заснуваат работен однос и без јавен оглас, на определено најмногу до 3 месеци, а по претходно обезбедена согласност од градоначалникот на општинските основни училишта. Владата со мислење и автентично толкување сака ова да важи и за средните училишта, што според праксата треба да се направи преку измена на законската одредба, што секако е многу подолга процедура. За ова реагира и опозицијата. Според нив, намерата на ваквите владени постапки е јасна: законот да се преформулира според моменталните политички потреби на СДСМ. Ова е категорија на наставници кои се под притисок за своите работни места, а власта преку автентично толкување ја проширува својата надлежност да вработува и во средните училишта. Преку ова автентично толкување, власта сака да ја заобиколи законодавната процедура. Премиерот се ставува на улога на законодавец и за 1119 наставници кои работат на определено време во средните училишта да се држат под притисок и страв за нивните работни места, а за работните места кои ќе се испразнат во образованието да изборите власта да вработува без јавен оглас. Ова е класична изборна корупција и инструмент за притисок во очи на изборите. Според податоците на Државниот завод за статистика, од основните и средните училишта во текот на оваа и наредната година во пензија треба да заминат вкупно 2410 наставници.